Не е секогаш насилството кога некој физички некого ќе нападне, туку кога некој дури и ќе го предизвика некого, овој физички да го нападне него или нешто друго да направи. Тоа е еден вид подбуснување, ние слушнавте, имавме ние сериозни поттикнувања на луѓето за да дојде до она што дојде. И во парламентот, вие се сеќавате можете добро, кога еден од новинарите, не сакам да му го споменувам името, рече дека треба да се убијат сите патриоти почнувајќи од претседателот на државата. Тој ништо не одговара во општество. Во едно разумно општество, каде што има ред и поредок, каде што треба да функционираат судството, правосудството, органите на судовите и така натаму, тој човек требаше веднаш да биде уопсен, затоа што тој направи нешто што е страшно. Да повикаш ти на убиство на луѓе кои си ја чуваат татковина, почнувајќи како патриоти, почнувајќи од претседателот и сите останати, и да не одговара за тоа ништо. Тоа е страшна работа. Каков пример даваме ние на младите, на децата, а ините генерации, кога исто со слични такви провокации се произнесоа и други некои професори универзитетски, кога вели професор универзитетски дека овој народ прекрасен тука што доаѓа, што се собира кој тивко, мирно, ја го искажува својот револт за тоа што државата му е во прашање, дека ќе го загуби името на својата татковина, ќе ги загуби символите на државноста, унитарноста на државата, химната, знамето, грбот, белезите и така натаму. И сега наеднаш кон тој народ имате вие еден професор универзитетски кој го нарекува него со најпоградно име дека тој бил она како што беше речено, од ниска протеинска. Измет, со еден збор измет, просто да морам кога минар тоа да цитирам. Сега, ако е тоа така, ако така се изразуваат тие луѓе, или друг пак професор универзитетски, удира момче и го тепа, а пред тој и жени тепаш и така натаму, и тој го тепа момчето и му пцуе мајка Вомровска. И тој никако нема одговорност овдека. Кон што тоа поттикнува? Кон насилство. Ако тој така може да се однесува, зар мислите дека од друга страна не ќе се најде некој што, ако не нему, на некој друг ќе возврати со истата мера? И мислам дека поголема вина, ако не поголема, барем иста вина имаат оние што ги предизвикале луѓето да влезат во парламентот и да го направат тоа. А тука предизвикувачите се оние што ги прекршија, извршија насилство врз државните закони, врз уставот на Македонија, врз деловникот за работа на собранието и така натаму. И вие што вршите насилство врз институциите на државата, правно и така натаму, очекувате дека ќе има возврат на тоа. Во тој дух на нештата, знаете, кога така ги поттикнувате луѓето, така кога ги насочувате, кога еден од тие професори исто така универзитетски кажа, фатете го претседателот на парламентот, односно претседавачот, така натаму за уши и сврлете го оттаму. Па тие треба да бидат уапсени, а не после да бидат овие другите уапсени што го направи она злодело. Значи тие ги поттикнаа на тоа. Ако не ги поттикнеа тие на тоа, немаше овие тоа да го направат. Знаете како се прави? Ќе ги насочите луѓето, ќе ги предизвикате да направат зло, вие не сте виновникот, а виновници се оние што од желба за да си заштита достоинството на својата татковина, за унитарноста на државата, за символите на својата татковина, за редот и поредокот, за правото и така натаму.